Квалитетот и компетентноста на кандидатите е пред националната припадност. Власта планира преку законско решение да обезбеди правична застапеност во институциите на сите етнички заедници, но не со злоупотреби како досега. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски вели дека тоа ќе биде задача на јавна администрација, а тие веќе го сториле потребното, со промената да се брои само резидентното население од пописот пред 3 години. Главна надлежност, ви го кажавте, ја има во овој дел Министерството за јавна администрација и во наредниот период се надевам дека ќе работат на законско вообличување, правно вообличување на темелната вредност на уставот, соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници во Македонија. Важен е тој темелен принцип на уставот и треба да се почитува, но треба да се најде начин како тој темелен принцип да не биде во колизија, како што беше до сега, со квалитетот, компетенциите и изигрувањето на системот, што е најважно. Андоновски, кој даде отчет за сработеното во изминатите 100 дена влада, рече почнале да ги решаваат проблемите во министерството кои ги затекнале, да ја подобруваат IT инфраструктурата и откочиле значајни проекти поддржани од меѓународните партнери. Таков е проектот преку кој секој граѓанин добива можност место да чека на шалтер одредена работа да ја заврши преку мобилниот телефон. Како дел од оваа прва владина апликација ќе биде и дигиталната верзија за лични карти и возачки дозволи. Аплицираме на програмата на Европската унија Дигитална Европа, која ќе ни овозможи да развиеме мобилна апликација за државни услуги. Овој проект, наречен супер апликација Ели, со вредност од 1.200.000 евра, е дел од програмата Дигитална Европа и не е само уште еден технолошки чекор напред, туку ќе представува револуционерна демократизација на пристапот до јавните услуги. Андоновски презентираше и нови 80 електронски услуги на порталот услуги.gov.mk за граѓаните и фирмите, за што според последните информации расте заинтересираноста. Во следната година се очекува уште 100 нови услуги, кои ќе опфаќаат широк спектар на области, од административни процедури во МВР до услуги од ПИОМ и Министерството за правда. Работиме и на целосно редизајнирање на порталот услуги.gov.mk. Ќе го направиме лесен за употреба, со нови функционалности, пристапен за лицата со попреченост и со практични надополнувања. Порталот планираме да прерасне во едноставна и единствена точка за контакт помеѓу граѓаните и институциите. Министерството за дигитална трансформација веќе работи на нова стратегија за сајбер безбедност, која се очекува заедно со првиот закон да бидат готови до крајот на годинава. Според стратегијата ќе има два клучни центри за одговор на сајбер инциденти, еден за јавниот и приватниот сектор, каде спаѓаат и училиштата кои најчесто беа мета на дојави за поставени бомби, и вториот центар за владина мрежа.